Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва берекатуху. Призна шејтанот пред 14 века. Доживеа на случка во време на пророкот Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Искрено призна шејтанот како ги заведува луѓето в грев. Ви овозможува да сослушате Джемаат Тесаввуф, теке Пирвефа. Хазрети Муас ибн Джеббел радијаллаху ан вели дека Ибни Аббас радијаллаху ан го кажа следното: се собравме заедно со Божиот пејгамбер Мухаммед алейхиселам во една куќа од енсариите, мединците, и наеднаш некој извикна: Еј, жители на овој дом, дозволите ми да влезам, бидејќи вие ми требате. Божиот пејгамбер рече: знаете ли кој вика? Присутните одговорија: тоа најдобро го знаат Аллах Джелешануху и неговиот пејгамбер. Аллаховиот пејгамбер кажа: тој е проклетиот шејтан, кој Аллах Джелешануху го проколнал. Наеднаш Омер: Ја Расулуллах, дозволи ми да го погубам. Пејгамберот му одговори: Омере, зар не знаеш дека тој е еден од оние кои имаат одреден рок на живот до кијаметскиот ден? Отворете му ја вратата, бидејќи дојде според наредба. Предпазете што ќе ви каже и слушнете што ќе ви соопшти. Ибни Аббас ради Аллаху ан вели: вратата некој ја отвори, а тој веќе беше помеѓу нас. Тој беше голобрадец, ќос и слеп старец. На вилицата му висеа се на се до 7 коински влакна. Очите му беа шашави и повлечени. Главата му беше голема, како на слон. Забите, подочњаците беа како на свиња, а усните како на бик. Влезе и кажа: Еселаму алейкум, ја Мухаммед. Еселаму алейкум, еј джемаат. Пејгамберот: селамот е Аллахов, еј проклетник, а Аллах дава селам за кого сака. Известен сум дека нешто сакаш, па кажи што е тоа. Шејтанот: О, Мухаммеде, јас не ти дојдов доброволно, туку присилен. Пејгамберот: а што те натера, о проклетнику? Ми дојде еден мелек од Аллах Джелешануху, па ме извести. Свемокниот Аллах ти наредува, о шејтане, да појдеш кај Мухаммед алейхиселам, понизно со почит, да му соопштиш како ги лажеш Адемовите синови и како ги мамиш, за да ги извадиш од правиот пат. Мелекот уште ми рече: ти наредува Аллах Джелешануху, сета вистина да ја кажеш, за било што да те праша, бидејќи Аллах кажа: се колнам во мојата слава и величина, ако излажеш еден единствен збор, ако не ја кажеш сетата вистина, јас сигурно ќе те претворам во пепел, кој ветровите ќе те распрскаат, а твоите душмани ќе ги известам. И со тебе ќе си играат. Па еве ти дојдов, о Мухаммеде, како што ми е наредено. Па повели, прашај, што сакаш? Ако не ти ја кажам вистината, моите непријатели ќе се радуваат за белјата која ќе ме снајде. А ништо не ми е потешко од тоа. Кога веќе вистината ќе ја кажеш, кажи, кој од луѓето највеќе го мразиш? Највеќе кого мразам од створенијата, тоа си ти, о Мухаммеде, и оној кој ти е тебе сличен.
А уште кого мразиш? Секој млад кој го примил исламот. Пејгамберот продолжи и понатаму. Уште кого мразиш, еј ланетуллах? Секој оној кој е под тахарет, го одржува телото чисто, гардеробата и местото каде што седи. И кого уште мразиш? Сиромавиот, кој е стрплив и издржлив, кој својата сиромаштија не ја кажува на никој, ни па за тоа се жали. А од каде знаеш дека тој е стрплив и издржлив, еј ланетуллах? Ја, Мухаммед, ако некој се жали за неговите јадови и маки 3 дена поред, Аллах Джелешану не го забележува помеѓу стрпливите. Кого уште мразиш, ја шејтан? Секој богат кој му е заблагодарен на Аллах Джелешану за своето богатство. Па како ти знаеш дека богатиот е заблагодарен на свемокниот Аллах Джелешануху? Кога таквата личност, што е халал, го зима, а што е харам го остава. И богатството го троши на дозволените места. Како се чувствуваш, ја шејтан, кога некој од моите следбеници клања намаз? О, Мухаммеде, кога твојот следбеник ке стапи во намазот, ме паќа грозница и целиот се тресам. Зашто ти е мака и се тресеш кога мојот следбеник ке клања намаз? Заради степените према дженнетот, кој Аллах Джелешану ги дава со секое спуштање во сеџде. Во каква состојба си кога муслиманите ке прават хадж? Додека твоите следбеници обавуваат хадж, јас сум во состојба на лудило. Како се осеќаш кога верниците читаат Кур'ан? Кога читаат Кур'ан, јас се топам како олово во оган. Како се чувствуваш кога следбениците мои даваат зекјат и садака? Јас тогаш, ја Мухаммед, сум во состојба како да ме сечаат со пила на 2 половини. Зашто ти е таква состојбата, еј Иблис? Ја Мухаммед, бидејќи садаката има 4 користи. Првата корист, Аллах Джелешану му спушта тогаш на давателот берекет во неговата работа. Втората корист, давателот на садаката станува сакан од страна на Аллаховите створенија. Третата корист, давателот на садаката поставува преграда помеѓу него и джехенемскиот оган. Четвртата корист, давателот на садаката се отклонува од животните нестреки. О, шејтан, што мислиш за Ебу Бекр ради Аллаху ан? Ебу Бекир не ме следеше пред да го прими исламот. И како да ме следи кога веќе го примило исламот? А што велиш за Омер ибн Хаттаб? Валлаhi, кога и да го видам него, јас бегам. А што велиш за Осман ибн Афан? Јас од него се срамам, како што се срамам од Аллаховите мелеци. А што мислиш
за Али ибн Ебу Талиб. Каде среќа тој мене да ме остави мирен, како што јас него го оставам мирен. Фала му на Аллах, елхамдулилlah, кој го усрекил мојот уммет, а тебе те онесрекил до одредениот ден. Далеку е тоа, ја Мухаммед. Среќата на твојот уммет е далеку, кога јас се уште сум жив и нема да умрам до судниот ден. Како можеш да се радуваш за твојот уммет, кога јас се движам по крвта нивна и крвните садови и месото, а тие не ме гледаат? Се колнам во оној кој ме створил, сите луѓе ќе ги наведам на грев, побожни, учени и неучени. Едно признавам, не можам да ги наведам во грев само мухлисите. А кои се тие мухлиси, кои не можеш да ги заведеш во грев? Мухаммед, зар не знаеш дека кој люби злато и сребреници, тој не е искрен верник. Кога ќе видам човек дека не ги люби златниците и сребрениците, односно капиталот, а не ке ни слава, а не ке ни за благодарност, тогаш јас знам дека тој е правилен и искрен верник, мухлис. Па јас не го задевам него, на вистина секој човек кој обожава богатство и слава и додека неговото срце е врзано со дуњалкот, тој мене ми е покорен повеќе отколку што можам да ви објаснам. Зар не знаеш, о Мухаммеде, дека љубовта према дуњалукот и овој свет е плодот на сите гревови? О Мухаммеде, зар не знаеш дека љубовта према престол и чалм е од најголемите гревови? О Мухаммеде, зар не знаеш дека јас имам 70.000 слични на мене и секој од нив има по 70.000 своји деца шејтани. Некои шејтани ги испраќам кај учените луѓе улема, а некои пак ги испраќам кај старците и стариците. Зар ти не знаеш, о Мухаммед, дека јас лажно се заколнав за Адем и Хава во името на Аллах им реков: се колнам во Аллах, јас сум ви ваш советник и пријател. Што се однесува помеѓу младината, меѓу нас не постои никаков спор и несогласност. А што се однесува со малите деца, со нив си играме ние шејтаните како што сакаме. Некои од шејтаните се посебно задолжени за побожните луѓе, а некои посебно задолжени за захидите, богобојазливите. Па шејтаните им се приближуваат, се додека не ги оддалечиме и во себе си внесат цел и желба за нешто друго, освен желбата и целта на Аллах. Кога они тоа ќе го сторат, јас им ја уништувам искреноста и хлясот во нивните срца. А само верата, вербата, иманот, нешто им останува. Затоа што ние тука
не им можеме ништо. Они веруваат и робуваат за Аллах, но не искрено. Тие за тоа не се свесни, ја Мухаммед. Зар не знаеш, о Мухаммеде, дека еден од побожните на Израил, кој му робувал на Аллах Джелешанову со ихлас, искреност, 70 години, така да со неговата дова го оздравувал оној кој бил болен. Па јас не го поштив, се додека не го натерав да направи зина, а после тоа ја убива личноста што направи зина и го доведов до конец, до бесилка, додека тој не се покјафирил, додека тој не го негирал Аллах. Тоа е оној кој Аллах го споменува во куранскиот ает. Немојте да бидете како Иблис, кој го заведува човекот да се покјафири. А потоа кажа: од тебе јас сум сигурен, слободен. Се тргнувам од тебе затоа што се плашам од Аллах Джелешано, Господарот на световите. Зар не знаеш, о Мухаммеде, дека лагата и неверството се од мене и дека јас сум првиот кој станал неверник? Оној кој лаже, тој ми е мене посебен пријател. Оној кој лажно ке се заколне во Аллах е мојот најдобар пријател. Зар не знаеш, о Мухаммеде, дека јас лажно се представив и заколнив на Адем и Хавва со името на Аллах Джелешануху и им реков: Валлахи, јас сум ваш пријател и советник. Лажната заклетва е радост на моето срце, а гибет, озборување, е моето сладко овошје. Мојата радост е лажно сведочење и задоволство. А оној кој ќе се заколне со талак, заклетва за развод на бракот, е припадник на моето друштво и тргнал кон гревот, па и да му е за прв пат разводот. На вистина, кој секогаш го употребува јазикот за развод на бракот, така за себе жената ќе си ја направи харам. Таквите личности ќе се оплодуваат и ќе родат, а тие ќе бидат вонбрачни и ќе тргнаат во џеhennem и ќе влезаат во огнот само заради еден збор кој што е заклетвата за развод на бракот. О, Мухаммеде, навистина таквите следбеници твои ќе останаат во намазот саат по саат. Кога твојот следбеник сака да клања, јас му пристапувам и го ставам во заблуда со зборовите: имаш уште време за намаз. Заврши ја почнатата или се уште не почнатата работа, потоа клањај. Јас ова го правам се додека не успеам да го спречам твојот следбеник да го клања намазот во одреденото време. Ако пак твојот следбеник ме совлада и го завладее намазското време и другите работи, тогаш го оставам додека не клања намаз. А тогаш му кажувам и го терам да се сврти десно или лево во намазот. Па кога тоа ќе го оствари, јас го милувам во неговото лице и го бакнувам меѓу очите и му кажувам: веќе си направил нешто
што никогаш не вредело. Ти знаеш, о Мухаммеде, дека оние кои се вртаат во намазот лево и десно, дека Аллах ги удира по главата. Ако се наоѓаат во джемаатскиот намаз, јас го пуштам се додека не клања сам намаз. Тогаш му наредувам да побрза со клањањето, брзо да се спушти и стане во намазот, како птица што клунка во зрното. Па ако твојот следбеник не ме послуша и ме победи, тогаш чекам повторно додека не стане во намазот со джема. Тогаш му ставам маска како на коњ и му ја дигам главата пред неговиот имам и му ја спуштам главата понапред од неговиот имам. Ти знаеш, о Мухаммеде, дека оние кои ја спуштаат и дигаат главата пред имамот, дека неговиот намаз е расипан и дека Аллах неговата глава во тој час ја претвора во магарешка глава и тоа може да остане до кијамето. Ако пак и тука ме победи, јас му наредувам да си игра и забавува во намазот. Ако пак и тука ме победи, тогаш му дувам во неговиот нос и тој зевнува. Тогаш мојот шејтан ќе влезе во неговото тело. Со влегувањето во внатрешноста, човекот почнува да ги сака дунијалучките работи и тогаш тој станува послушен и покорен за нас, ја Мухаммед. Каде е среќата на твојот народ? Каде? Јас исто така, о Мухаммеде, ги спречувам сиромашните од намазот. Сиромавите ги убедувам дека за нив не е должност да клањаат намаз, кажувајќи им: намазот се должни да го клањаат оние за кои Аллах им дал богатство во овој свет. За болните им кажувам да го оставаат намазот и дека не се должни да го клањаат тие намазот. Тоа е должен оној кој Аллах му даде здравје, бидејќи Аллах кажа: болниот не е должен она што го не може. Кога ќе станеш и оздравиш, тогаш клањај тоа што си бил должен. Така болните ги спречувам да го оставаат намазот и да умраат како неверници. Ако некој умре оставајќи го намазот во својата болест, ќе се сретне со Аллах и кој ќе биде строг и гневен Аллах за тоа. О, Мухаммеде, ако јас нешто те излажам, замоли го Аллах да ме направи пепел. О, Мухаммеде, зарем ти се радуваш за твоите следбеници? А јас ќе ги извадам твоите следбеници од исламот, од правиот пат. Продолжува Мухаммед: о проклетнику, кој е твојот другар и следбеник кога седиш во твојот престол? Мојот другар е оној кој зима камата од сиромавите и кој уште повеќе ги задолжува и ги прави уште посиромави. Ја, шејтан, кој е твојот пријател? Мојот најдобар пријател е оној кој прави зина
односно прелюба. Еј, ланетулла, а кој е твојот другар во постелата? Мојот пријател во постелата е човекот кој е пијан. А кој е твојот гостин? Мојот гостин е крадецот. Кој е твојот пратеник, пејгамбер? Мојот пратеник е оној кој се бави со магија. Што е твојата најдобра радост, еј Иблис? Посебно се радувам за заклетвата на разводот на бракот, како на пример Се колнам во Аллах, дека ќе те оставам тебе жено. И ќе те напуштам, ќе доведам друга жена. А кој е твојот најдобар и најсакан другар, еј шејтан? мојот најсакан другар е оној кој не клања џума намаз. О, проклетниче, што највеќе те мачи тебе и твоите плешки ги притиска? Моите плешки се притискаат и жестоко ме мачи и гњави кога твоите следбеници се бораат, се трудаат во Аллаховиот пат да направат нешто. А зашто смрди твоето тело, еј шејтан? Јас мрдам, бидејќи се топам од покаението на твоите следбеници од направените гревови. А што ги гори твоите джигери? Моите джигери највеќе горат кога твоите следбеници бараат опрост од Аллах Джелешану деноноќие. А што ти го расипува расположението? Моето расположение се губи кога твоите следбеници дават трајна садакатул џарие. А што тебе те ослепува и видот ти го мати? Мене ме ослепува и видот ми го мати ноќниот намаз на твоите следбеници. А кој те удира по главата и главата ти ја разбива? Ах, мене ме удираат и главата ми ја разбиваат. Оние кои клањаат често пати намаз во джемат, во заедница со останати муслимани. Еј, шејтан, кој е најдобриот, најприбраниот кај тебе, а најшугав кај нас? Најприбраниот кај мене и најшугав е тој кај вас, оној кој го остава намазот. Шејтан, кој е најсреќен кај тебе? Најсрекниот кај мене е оној кој не дава ништо и тој е себичен. А што највеќе те задржува и спречува во твојата работа? Највеќе што ме задржува и спречува во мојата работа се твоите улеми и учени и искрени верници. А како ти јадеш? Еј, ланет, Јас јадам со левата рака. каде ги криеш твоите деца за време на топлите денови? Јас ги кријам своите деца под ноктите на жените и луѓе кои пуштаат долги нокти. Ја, шејтан, дали некогаш ти си го молел Аллах? О, да. Јас сум го молел Аллах за 10 работи. А кои се тие 10 работи што си ги побарал од Аллах? Првата работа, го молев Аллах да ме направи другар со децата на Адем алейхиселам и богатството, па ме одредил да бидам. Затоа збори Аллаховата книга Кур'ан. О, шејтане, биди ти судија на нивниот имот и за децата. Ветува им што сакаш, а се што шејтанот ќе ви вети, тоа е лажно ветување. Го молев Аллах да ми биде храна секое јадење,
во кое се замешува каматата и останатите други харами. Го молев слободно да ги користам куќите, каде што во таа куќа не се заштитува со зборовите. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Второто што го молев Аллах беше да присуствувам во секое интимно однесување помеѓу мажот и жената, кои не се изговараат. Пред тоа зборовите أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. навистина шејтанот присуствува во таквите интимни односи. Па децата направени од таков брак се навистина послушни и покорни на мене. Третата работа што го молев Аллах, да јавам со животните и други превозни средства за кои патуваат да го побараат харамот, а не халалот. Така да, кога некој ќе поиде да направи харам, јас му се придружувам следејќи го патот. Следејќи го тој пат, за ова збори Аллаховата книга. Вози се со нив, оди со нив и кога се возаат и кога одаат пешки. Четвртата работа, го молев Аллах да ми даде куќа во кој секогаш ќе живеам, па ми даде тоалети, бајни, каде што се гледа она што треба да се покрие. Во разни места ѓубришта, каде што ги фрлаат отпадоците. Петата работа што го молев Аллах беше да ми изгради џамија, каде што ќе го собира мојот народ, па ми ги даде кафаните и чаршиите. Шестата работа, го молев Аллах да ми даде книга, која ќе можам да го повикувам мојот народ и синовите на Адем, по мојот па ми ги даде песните. Седмата работа, го молев Аллах да ми даде езан, со кој ќе ги повикувам луѓето, па ми даде фрула, свирка и музика. Осмата работа, го молев Аллах да ми даде некој да спие и легне со мене, па ми ги даде пијаниците. Го молев Аллах да ми даде помошник во мојата работа, па ми даде луѓе кои се горделиви и веруваат во својата моќ и своето богатство и личната желба. Десеттата работа, го молев Аллах да ми даде брат и пријател, па ми ги даде оние кои го бараат своето богатство во погрешна насока, како што кажува Аллах Джелешану во Куранот. Стварно се тие расипници и шејтанови браќа. Да не ми е потврдено од страна на Аллаховата книга, кој со ает потврдува, не би верувал. О, Мухаммеде, јас го молев Свевишниот Аллах да можам да ги гледам Адемовите синови, а они да не можат да ме видат, па тоа и ми го даде. Така да ми даде да јас можам да шетам по нивните крвни садови, па јас во нив кружам и се вртам како што јас сакам. Мене Аллах ми кажа: Еве ти го тоа што си го побарал. Јас со тоа се гордеам, се до кијаметскиот ден. Со мене, о Мухаммеде, има поголем народ отколку со тебе. Голем број на Адемовите синови ќе бидаат со мене се до кијаметскиот ден.
О, Мухаммеде, јас имам едно мое дете шејтан, на кое името му е Атаме. Тој има должност да го оттргне народот од ноќниот намаз по име Јација. Да не е тоа, нема да има луѓе кои ќе одаат на спиење без да го клањаат намазот Јација. Исто така имам едно дете кој се вика Ел Мутекади. Тој е водител на процесот изазивач. Па кога некој од твоите следбеници ќе го исполни заветот, правење добри дела тоа тајно, па посакува тоа да го сокрие, шејтанот Мутекади работи околу тоа, да може тоа дело да го искаже на останатиот народ во јавноста, за да му ги расипе севапите. Бидејќи Аллах Джелешану на таквата личност од 100 севапи му ги брише 99 севапи и му остава еден севап. Секоја личност која работи тајни добри дела има за тоа 100 севапи, под услов да не ги истакне доброто дело на народот под дејство на шејтанот Мутекади. Исто така имам едно дете по име Кехил или Кюхал, Сурмади. кој им мачка сюрме на луѓето кои седат со учените, и тоа за време на џума намаз. И предавањето на вазовите, дерсовите, кои тогаш почнуваат да зеваат и заспиваат под тие дерсови худби и слично, нема никаков корист. О, Мухаммеде, која и да било жена, која излегува на улица без пропишаната облека, еден шејтан и ги разубавува нозете, а друг колената и бутовите, па за гледачите се фали и разубавува и кажуваат: Откри се уште повеќе, овој народ те гледа, покажи ги твоите украси на твоето тело. Па кога тоа ќе го направи жената, тога шејтаните си ја завршија својата работа и задача. Потоа Иблис рече: О, Мухаммеде, јас лично не можам никого кого сакам да го заведам во грев. Ама секогаш дошепнувам разни лоши желби, работи и мисли, терајки на лоши дела, фалејки ги и покажувајки ги тие лоши дела како добри. Кога заблудувањето би било во моите раце, тогаш јас никого не би пуштил на земјава да каже: لا إله إلا الله محمد رسول الله. Ах, не би пуштил ни да постат, ни да клањат. Како што ти не си овластен за иманот, така и ја не сум власник за заблудата. Ти си, о Мухаммеде, пророк и пренесувач на објава. Кога би бил иманот? لا إله إلا الله محمد رسول الله. Во твоите раце ти никој не би го оставил на земјата како ќафир, неверник. О, Мухаммеде, ти си само Аллахов доказ и авторитет на неговите створенија. А јас сум само еден себеб, извор на несреќа за оној кој го опфати несреќа. Аллаховиот пегамбер тогаш му прочита цитати од Куранот. Луѓето секогаш ќе доаѓаат до препреки и несложување. Секогаш ќе се спротиставуваат, освен оние кои ќе им се спомилува твојот Господар.
а потоа прочита уште еден ает. Навистина Аллаховата наредба е одредена одредба. Потоа Мухаммед алейхиселам кажа: О, проклетнику, да би се ти покајал и би се вратил кај Аллах Джелешануху, јас тебе ти гарантирам дженнет. О, Мухаммеде, наредбата е искажана. Перото е пресушено за се што ќе се случи до судниот ден. Славата и за благодарноста му припаѓа на оној кој тебе те воздигнал како водач на сите пророци и како управник на дженнетлиите, кој те одликувал и одбрал, а кој мене ме направи водач на несрекниците и водачот на дженемлиите. Јас сум прогонатиот несрекник. Ова се моите последни искажувања на тебе. Последни мои вистински зборови. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.